Македонскиот баритон Борис Трајанов е добитник на титулата Национален уметник за 2014 година. Трајанов ја добива титулата на иницијатива на Македонската опера и балет, а наградата е доживотен паричен надомест од 60.000 денари месечно. Ова е веста со која го започнуваме ова издание на Урбаните вести. Гледајте не. Се гради автоматски систем за наводнување на зеленилото во аеродром. Одбележа меѓународниот ден на болеста Гоше. Состојбата на патарините и граничните премини од денеска може да се следи и на мобилен. Со повеќе активности утре ќе се одбележи 51 година од катастрофалниот земјотрес. На површина од 13 хектари со околу 1500 прскалки и со техничка вода ќе биде наводнувано зеленилото во населбата Јане Сандански во општина Аеродром, со помош на автоматски систем за наводнување на зеленилото кој денеска започна да се гради во оваа населба. Автоматски систем за поливање на зеленилото денеска почна да се гради во општина Аеродром во населбата Јане Сандански. Станува збор за проект со кој јавното зеленило во овој дел од општината, поточно од основното училиште Ѓорѓе Апулевски до булевар Србија, ќе се наводнува со автоматски прскалки, кои ќе бидат наместени да ја поливаат тревата во одредени периоди од денот. На површина од 13 хектари ќе бидат поставени околу 1500 прскалки кои ќе црпат вода од бунарите за наводнување, така што ќе се користи исклучиво техничка вода. Општина Аеродром имплементира еден автоматски систем за наводнување на зеленилото. Целта ни е да зеленилото во општина Аеродром биде во добра состојба и постојано да биде свежо. И на тој начин практично ќе представува една убава слика за нашата општина. Интенцијата на општина Аеродром е до крајот на 2017 година сите зелени површини што се во нашата општина да бидат целосно покриени со автоматски систем за наводнување. Градоначалникот на град Скопје упати апел до граѓаните да не ги крадат прскалките и вентилите затоа што тешко се набавуваат. Би апелирал до граѓаните на градот Скопје со оглед на тоа што во изминатиот период имаме многу голем број на случаи на крадење на прскалки и вентили кои што се многу скапи. Значи би апелирал да ги чуваат овие прскалки, овие вентили, заради тоа што нивната набавка е проблематична, значи и со средства и со време на набавување, а за тоа време зеленилото ќе може да се суши. Ова го апелирам со оглед на тоа што во изминатиот период во различни делови на градот имаме многу вакви случаи. Директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Душан Авировиќ потенцираше дека општина Аеродром со своите вкупно 17 бунари со техничка вода, заедно со општина Карпош е една од ретките општини во кои за наводнување на зелените површини не се користи вода за пиење. Јас сакам да потенцирам дека оваа општина и општина Карпош и градскиот парк се полеваат исклучиво со техничка вода. Ако се земе во вкупна површина, тоа е 1/3 од целокупното јавно градско зеленило. Во општина Аеродром имаме 110 хектари, во општина Карпош имаме 80 хектари, а градскиот парк единица и двојка се 50 хектари. За реализацијата на оваа инвестиција потребни се 7 милиони денари, средства кои се обезбедени од буџетот на општина Аеродром, а работите се очекува да завршат до крајот на летната сезона. Сдруженијето на граѓани за ретки болести Живот со предизвици го одбележа 26 јули, Интернационалниот ден на Гоше со велосипедска парада во Скопје. Велосипедската парада се одржа од паркот Јане Сандански, а заврши во Жена парк. Настанот се организира за да се подигне јавната свест за деца и возрастни кои страдаат од болеста Гоше низ светот. Во Македонија има 11 пациенти со оваа болест, меѓу кои 2 деца и 2 возрастни кои се на донација и 1 возрастен е на клиничка студија. Додека едно дете се лекува преку програмата за ретки болести на Министерството за здравство. Во 1991 година во светот почнува примената на ензимско-заменската терапија, која е спасувачка за лицата со оваа болест. А ден денес се уште има многу земји во светот каде пациентите не може да добијат терапија, бидејќи нивните држави немаат програми за рефундирање или не се во можност да ги поддржат сите пациенти кои имаат потреба од третман. Европската Гоше алијанса и Животот со предизвици ќе се обидат да кренат свесноста за болеста и да ја потикнат јавноста да бара соодветно решавање на проблемот.
Денес го одбележуваме Интернационалниот ден на Гоше, која дата е всушност утре, 26 јули, односно 160 години од раѓањето на Филип Гоше, докторот кој првпат ја опишал оваа болест. Болеста Гоше се манифестира со тоа што фали еден ензим во телото, поради што настануваат таложења на макрофаги во црниот дроб, во слезината и во коскената срж, што значи се зголемуваат црниот дроб и слезината, поради што на пациентите најчесто им се вади слезината, а коските стануваат толку кршливи што некој ако ве гушне може да ви скрши и коска. Целта е да се подигне јавната свест дека оваа болест постои, затоа што она што е најважно е раната диагноза и раниот третман. А за да постои рана диагноза, луѓето треба да се свесни дека постои оваа болест пред се докторите, за да едноставно кога ќе видат некој пациент да помислат дека можеби е Гоша. Диагнозата во Македонија се врши бесплатно со тоа што Genzyme компанијата ја зема крвта, ја носи во лабораториите и ја враќа диагнозата, значи тоа се врши бесплатно. Јавното предпријатие за државни патишта денеска ја презентираше новата апликација за мобилни телефони, преку која ќе може да се следи интензитетот на сообраќајот на наплатните станици и на граничните премини во реално време. Јавното предпријатие за државни патишта денеска ја презентираше новата мобилна апликација преку која ќе може да се следи интензитетот на сообраќајот на наплатните рампи и граничните премини во Македонија. Мобилната апликација се очекува да биде корисна особено во екот на летната сезона кога се создаваат метежи на патарините и премините од туристичките бранови кон југ и останалите туристички дестинации во држава и странство. Во туристичкиот бран, што обично се повторува во викендите, според директорот на Јавното предпријатие за државни патишта Љупчо Ѓоргиевски, наплатни станици се Романовце на влезот во државата веднаш по Куманово и Градско после Велес. Апликацијата за Јавното предпријатие за државни патишта бесплатно ја изготви дипломираниот економист од Тетово Даниел Радевски. Најнапред за првата апликација би сакал да му се заблагодарам на штотоку дипломираниот економист од Тетово со афинитети према информатика, младото момче Даниел Радевски од Тетово, кој што е автор на оваа апликација и кој што дојде пред неколку месеци во Јавното предпријатие за државни патишта, ни ја понуди таа апликација, ние ја прифативме и заедно со нашите стручни служби ја направивме и денес ја пуштаме. Тоа се однесува во овој момент, ова сето го правиме за граѓаните, секако и јавноста да знае дека се уште е актуелен овој туристички бран кој го очекуваме обично да се повторува во викендите. Веќе гледаме дека најударна наплатна станица кај нас е Романовце, на влезот во нашата држава, веднаш после Куманово и секако Градско, некаде кај после Велес. Се уште немаме гужви како што ги гледате, меѓутоа веќе во попладневните вечерни часови, секако утре некаде после 9-10 часот изутрена, до сега праксата покажува дека имаме гужви и би напоменал, ако во оние информации што ги добиваме од соседните држави, во Србија, во Хрватска се чека по час и два на одредени патни правци према туристичките дестинации, кај нас, бидејќи на вистина го мериме времето од овие простори на едно возило, колку време му е потребно да помине од оној момент кога ќе да се биде на Витно поле, па да помине преку патарината, до сега е од 5 минути, а најлоши случаи ни се некаде до 20 на минути. Изминатиот период добивавме предлози и сугестии за воведување на нови сервиси за нашите корисници и граѓаните, како воведување на апликација која возможува преглед на видеокамерите поставени на наплатните станици во Република Македонија и на граничните премини. Функционалност која веќе е главна и вградена во мобилната апликација. Мобилната апликација е лесно пристапна преку сајтот jpdp.mk /м, каде што споредно спрема уредот кој што го имате, значи дали е iOS, Apple или Google Play Android, кликате и ве носи во страната каде што можете да ја преземете. Онлайн услугата со апликацијата за состојбата на патарините и граничните премини е бесплатна и е прилагодена за паметни телефони и таблети. Покрај преглед на 23 видеокамери на наплатните станици и граничните премини содржи и калкулатор за растојание помеѓу две дестинации во Европа и извештај за состојбата на патиштата низ државата. Достапна е верзијата на македонски јазик, а набрзо се најавува и на англиски и на албански јазик. Од денеска попладнене на граничните премини ќе се делат и флаери со карти и преглед на патарините со износот на цените. На флаерот возачите добиваат информација дека на платните станици во Македонија патарината се наплаќа во денари, евра или со платежни картички.
За поедноставен и пополовен начин на плаќање на патарините се предлага на граничниот премен да се изврши замена на девизните валути во денари. Во модернизацијата на патарините ќе бидат инвестирани 15 милиони евра. 6 меѓународни апликанти на тендерот за таа намена во втората половина на август треба да достават понуди со цени. Се очекува кон крајот на септември да биде подпишан договор со тој што ќе понуди најниска цена, а веднаш потоа да се активира одобрениот кредит и реконструкција што треба да се изврши во период од 18 месеци. Утре со почеток во 10 часот на градските гробишта во Бутел, пред споменикот на жртвите од катастрофалниот земјотрес што во 1963 година го разори Скопје, официјални делегации и представници на институции ќе положат цвеќе. Во дневниот центар за дарување крв на Црвениот крст на град Скопје, што се наоѓа во хуманитарната организација Даре Джамба, со почеток од 10 часот, па се до 18 часот ќе биде реализирана традиционална крводарителска акција во организација на Црвен крст на град Скопје. Во 12 часот во салата за состаноци на кабинетот, градоначалникот на град Скопје Коце Треновски ќе го прими режисерот Велјко Булајиќ, автор на документарниот филм Скопје 63-та, што ќе биде проектиран утре вечер во музеот на град Скопје. Утре вечер во музеот на град Скопје во 19 часот ќе се одржи литературно читање насловено како Поетесите за својот град. Во 20:30 во салонот на музеот на град Скопје ќе биде отворена изложба на фотографии Скопје 63-та, филмска хроника на едно време. Проекцијата на еден од најнаградуваните документарни филмови Скопје 63-та на режисерот Велјко Булајиќ е закажана за 21 часот во музеот на град Скопје. Во рамките на одбележувањето на патрониот празник Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ, општина Илинден организира Илинденски етнофест 2014. Фестивал на традиционални македонски песни со нови аранжмани исполнети од звездите на македонската естрада. Фестивалот ќе биде дел од централната манифестација по повод одбележувањето на денот на општината, Општонародниот собир, што ќе се одржи во вторник на 29 јули со почеток во 20 часот во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓе во Делјадровци. На фестивалот ќе учествуваат повеќемина познати естрадни уметници, меѓу кои Виолета Томовска, Атина Апостолова, Сузана Спасовска, Мишо Крстевски, Маријан Коцев, Данила Темелковска, Ани Малинкова, Анета Наковска, Мишко Талески, Сашо Леврински, Бојан Теодосиевски, Боби Анде, Алекса Димов и групата Соната. По тој повод општина Илинден упатува отворена покана до сите заинтересирани да присуствуваат на овој настан, каде што во прекрасниот амбиент на манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓе и звуците на изворната македонска песна заеднички да се прослави националниот празник на македонскиот народ и денот на општина Илинден, кој одбележува 18 години од своето постоење. Исто така, по повод денот на општината, во сабота и недела се одржува и спортски викенд, на кој во сабота се одржуваат турнири во шах, фудбал, кошарка и тенис, додека пак во недела со почеток во 16 часот се одржува професионалната велосипедска трка на 100 км Трофеј Илинден 2014. Во организација на Младинскиот културен центар овој викенд на 25 и 26 јули со наслов МКЦ за Скопје, за љубителите на филмот, музиката и уметноста ќе се одржат повеќе настани, а влезот за сите посетители ќе биде бесплатен. На 25 јули е концертот на Ти Доджо или Пиџони, додека на 26 јули ќе се отвори изложба на избрани дела од академскиот сликар Томе Мишев. Филмскиот 24-часовен маратон во Кино Милениум ќе започне на 26 јули во 11 часот со филмот Поштарот 5. Потоа следат филмовите Како да го дресирате вашиот змеј во 13 часот, X-Men денови на идното минато во 15 часот, Планетата на мајмуните револуција во 17 часот, во 20 часот Херкул, во 22 улицата Скок, број 22. Трансформерс доба на изумирање ќе имате можност да го погледнете точно на полноќ. Семеен хаос во 3 часот по полноќ, во 5 часот FIFA 2014 Обединети страсти и во 8 часот Рио 2. Билети ќе се издаваат само за филмовите Херкул од 20 часот и улица Скок број 22 од 22 часот. Едно лице по најмногу 2 билета може да подигне на билетарата на Кино Милениум веќе од денеска. За останатите проекции нема да бидат потребни билети.
Новата сезона во Шпанската лига започнува на 24 и 25 август, а првото Ел Класико се игра на 25 или 26 октомври. Ова е само најава за спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.